Силно невреме проследено со пороен дожд, силен ветер и град завчера попладне го зафати струмичкиот регион, оставајќи зад себе големи штети врз земјоделските површини. Најпогодени се нивите со градинарски култури, лозовите и овошните насади, каде што градот за само неколку минути ги искршил плодовите и ги оштетил растенијата. Обилните врнежи дополнително ги поплавија нивите, што уште повеќе ја влоши состојбата. Краткотрајното, но силно невреме ги погоди посевите на потегот од целата Банско, Колишино, Бориево и Муртино. Најмногу штета има на насадите на отворено, особено на бостанот. Последиците од невремето денеска се јасно видливи на повеќе локации низ струмичкиот регион. Земјоделците уште од раните утрински часови се на своите ниви, обидувајќи се да ја проценат штетата. Велат дека вакво невреме не се случило одамна и дека за кратко време им е уништен трудот во кој вложувале со месеци. Тие посочуваат дека најголеми оштетувања има кај градинарските култури, а на одредени места штети има и кај лозовите насади. Според нив, голем дел од родот повеќе нема да може да се пласира на пазарот, што ќе значи сериозен удар врз нивните семејни буџети. Околу 15 декара, само што почнаме и толку. Само што почнам по една-две приколици и толку. И крај. Друго нешто, некој пченка, нешто? Пченка, да, имаме, ама Пченица. најмногу бостан. Што зависиме најмногу од бостанот. И динјата. Јас штета, фала Богу, нямам насадено много. Една ченица, ченицата ще полегне на сега само, може да загние. Това е. Друго, јас сум вработен, немам проблем толку за... Не сум зависен. Но земјоделците имаат На земјоделците имат много штета. Имат много штета. Преги беше разговара така кај фабриките, јас се околите работам. И прават му ветот и много штета имало повсен. Кратко беше невремето, кога фати, колку траеше? Не беше кратко. Со град најмалку околу 20 минути беше и това град како некои джимли големи. Доја со дом од куќите гледах преку џаму по големи двор. Значи, многу беше. Гледам тука бостане, што гледам од патот, не сум шетал низ нивите. Само лубеници се гледат, лист нема ни еден. Страшна работа. Нема да има род тамо кај што има? Без лист нема род. Шом се оштете листната маса, род не може да има. Се прави листна маса. Добра листна маса, добар род. Земјоделците очекуваат надлежните институции во најкусможен рок да излезат на терен и да направат детална проценка на штетите. Апелираат постапката да биде брза и ефикасна со цел навремено да се утврдат последиците и да се разгледаат можностите за обештетување на најпогодените производители. Локалните власти информираат дека ќе се следи состојбата на терен, а доколку се утврдат поголеми штети, ќе бидат преземени законските процедури за нивно евидентирање и проценка.